Градежна парцела наменета за изградба на хотелски комплекс во Скопје е продадена денеска на електронско јавно наддавање за отуѓување на градежно неизградено земјиште собственост на Република Македонија. Станува збор за градежна парцела лоцирана во општина Центар, на која изградбата на хотелски комплекс е предвидена со деталниот урбанистички план за делот на спортско-рекреативниот центар Кале, блок 2. Почетната цена на јавното наддавање изнесуваше 61 денар од метар квадратен. Најповолен понудувач на одржаното електронско јавно наддавање е правното лице Вардар Експрес, со понудена највисока цена од 6780 денари за метар квадратен, односно 15.933.000 денари за цело земјиште, соопшти Министерството за транспорт и врски. Извоз од 800 до 900 милиони евро очекува да оствари компанијата Джонсон Мети во Македонија за оваа година, но не за долго. Неговата вредност ќе надмини 1 милијарда, вели главниот извршен директор на Джонсон Мети Роберт Маклауд, кој предводи делегација од членови на управниот одбор на компанијата со седиште во Велика Британија при посетата на фабриката во Тирс Бунарджи крај Скопје. Работите течат добро, сепак тоа ќе зависи од условите на пазарот, но плановите за раст на компанијата се одвиваат според очекувањата, рече Маклауд. Забраната за извоз на производи од Европската унија во Русија доведе до одредени пореметувања на пазарот, информира групацијата на индустрија за производство на месо и преработка од месо по редовната седница во Стопанската комора. Според преработувачите, постои реална опасност во земјава да се најдат и големи количини месни производи од соседните земји. Нивните барања се да се укине царината за кларничните производи од говеда, свињи, овци, кози, свежи, разладени или замрзнати, доколку се користат за преработка, како и да се намалат за 50% прелевманите за замрзнато свинско месо за преработка. Скопските таксисти се приклучија кон кампањата на владата, град Скопје и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и патиштата во подигнувањето на свеста кај граѓаните за користење на појасите во автомобилите. Градоначалникот Коце Трајановски истакна дека патниците кои се возат во такси ќе можат да бидат информирани и предупредени да врзат појас и на задното седиште. Според Тоше Јанев од Републичкиот совет, со подигнувањето на јавната свест за сопствената безбедност и безбедноста на другите во сообраќајот ќе има помалку жртви на патиштата. Тој информираше дека бројката од 200 жртви од лани година е намалена за 20%. Турција не сака доминантно курдскиот град Кобане во Сирија, во непосредна близина до низината граница, да падне во раците на борците на Исламската држава и ќе направи се што е можно тоа да го спречи, изјави синоќа турскиот премиер Ахмед Давутоглу, цитиран од британските медиуми. Ние не сакаме Кобане да падне, ние ќе направиме се што можеме за да го спречиме тоа, изјави Давутоглу во разговор со новинарите. Терористите кои што действуваат во Сирија, вклучувајќи и борци на Ал-Каида, добивале финансиски и друга подршка од сојузниците на Вашингтон во регионот, изјави американскиот заменик председател Џо Бајден при неговиот говор на Универзитетот Харвард во сојузната држава Масачусетс. Според Бајден, за сад најголем проблем во Сирија биле нивните сојузници од регионот.